По поминувањето на 178 дена во меѓународната вселенска станица, астронаутот Рон Гаран се врати на земјата носејќи нешто многу потешко од вселенската опрема или податоци од мисијата. Тој се врати со трансформирано разбирање за самото човештво. Од орбитата, не знам од која висина е ова, тој се нашол некаде на 400 километри над земјата и вели од орбитата земјата не изгледа како збирка држави. Гледаме Македонија некаде од прилика, сега може да ја лоцираме, нели, таму кај тие облаците, вака што се. Скопје го гледаме некаде? Петар Попарсов улицата? А црквата Петар Попарсов ја гледаме? Тоа со Google Street View, значи таа може, меѓутоа тоа е долу која ќе се симнеш, но од орбитата земјата не изгледа како збирка држави, граници, не гледаме граници, или спротиставени интереси. Таа изгледа како единствена, сјајна сина сфера, нашата убава сина планета, обесена во темнината. Никакви линии не ги делат континентите. Никакви знамења не ја означуваат територијата. Од 400 км над површината, секој човечки конфликт одеднаш изгледа мал, а секоја човечка поврзаност изгледа неизбежна. Поделбите што толку жестоко ги браниме на тлото, едноставно не постојат одозгора. Потоа вели Гаран почнал да ги преиспитува приоритетите на човештвото, гледајќи ја, значи, планетата од таа висина. На земјата економскиот раст често се третира како крајна цел. Од Вселената таа хиерархија се урива. Тој тврди дека правилниот редослед треба да биде планетата на прво место, општеството на второ, а економијата на последно место, затоа што без здрава планета не може да постојат ниту општеството, ниту економијата. Тој често ја споредува земјата со вселенски брод, брод што превезува милиарди членови на екипажот, сите зависни од истите системи за одржување во живот, па сепак многумина се однесуваат како патници, а не како чувари, предпоставувајќи дека некој друг е одговорен за одржување на работите. Гледањето на земјата од Вселената не направило тој да се чувствува мал, напротив, направило да се чувствува одговорен. Бидејќи кога навистина ќе разбереме дека сите се возиме во истиот кревок вселенски брод низ универзумот, идејата за ние против нив или тие против нас тивко исчезнува, заменета со една единствена, неизбежна вистина. Постоиме само ние. Нема овие, оние и така натаму. Постоиме само ние. И навистина од озгора кога гледаш, погледот е поинаков. Сите сме едно. Според овој астронаут, наистина една убава порака од него, се поинаку изгледа кога ќе погледнеме од озгора. Погледот од озгора, од небото, во однос на погледот од оздола, од земјата, се како небо и земја. Баш онака буквално. Разлика. Никодим, познатиот учител еврејски, кога онаа ноќ отишел тајно на средба со Исуса, најважните зборови што ми кажал Исус, биле: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Роден од озгора, не само што нема да го видите Божјото царство, ако нема да го видиме, ако не се родиме од озгора, туку и се ќе гледаме поинаку, нема да гледаме како оној поглед од озгора. Се ќе биде поинаку. Значи, за да припаднеме таму горе, да бидеме дел од Божјото царство, потребно да се родиме наново, односно од озгора. Зошто? Затоа што роденото од тело е, вели во 6 стих, во Јован 3 глава, а роденото од дух, дух е. И разликата повторно меѓу овие две се небо и земја.
Во Римјаните Павле вели 8 глава 5 стих, зашто кои се по телото мислат за телото, додека оние по духот мислат за нештата на духот. 8 стих, оние кои што се во телото не можат да му угодат на Бога. Нели, и без вера не можеме да угодиме на Бога, според Евреите 11 глава, меѓутоа овде и оние кои што се по телото не можат да му угодат на Бога. 9 стих од Римјаните 8 глава, но вие не сте во телото, туку во духот, ако Божиот дух навистина живее во вас. Во една друга прилика, односно во две прилики, во Јован 7 глава и Јован 8 глава, Исус на јудејците им вика, вие сте од долу, јас сум од озгора, вие сте од светов, јас не сум од светов. Затоа не се разбираме еден со други. Не можете да ме разберете. Затоа што јас не сум од долу, јас сум од озгора. Не сум од светов. И во 8 глава е слично, за да подоцна во Јован 13 глава, тоа истото им го каже и на учениците, и тоа на светата вечера баш, во горната соба. Но за тоа подоцна. Јован Крстител, сведоштвото негово за Исуса, знаете, кога се појавила онаа дебата и кога почнале да негодуваат неговите ученици, учениците, следбениците Јован Крстител, зашто сега сите заминуваат, сите одат кај Исуса и тој вели, нели, јас треба да се смалувам, а тој да расте, и потоа им вели, нели, споредувајќи го него со младоженец, а јас сум само пријателот на младоженецот, и вели во Јован 3:31, кој доаѓа од озгора над сите, кој е од земјата, земене изборува земски. И повторно вели, кој доаѓа од небото над сите. Сега, денеска, и не само денеска е посебна пригода, света вечера, меѓутоа и секогаш од ова место, кога се собираме во црква, се надам дека така и така е, кога ја отвараме Божјата реч, размислуваме и сакаме да размислуваме небесно, а не земски. Мислам дека Елена нешто читаше околу тоа, значи не случајно и песната е таман 294, па и тоа што се читаше повторно, тоа е дело на Божиот дух. Дали треба да постои некаков надправар меѓу нас, драги браќи и сестри? Да, значи само тој, таков тип. Римјаните 12:10, любите се еден друг срдечно со братска љубов. Надпреварувајте се во почитувањето еден кон друг. Тука треба да постои надправар меѓу нас. Во ништо друго. Јован 13 глава е сега е оној момент, во горната соба, Исус им се обраќа и им вели, дечиња, уште малку сум со вас, ќе ме барате, и како што им реков на јудејците, каде одам јас, вие не можете да дојдете. Во оние претходни ситуации, 7 и 8 глава Јован, тоа на јудејците им го вика. Вие, ја кај одам, вие не можете да дојдете. Зошто? Затоа што јас сум од озгора, вие сте од доздола. Повторна истата работа. Мора да се родиш од озгора, за да дојдеш со мене. Дечиња, уште малку сум со вас, им се обраќа на учениците сега. Ке ме барате и како што им реков на јудејците, каде одам јас, вие не можете да дојдете. И вам ви го велам тоа сега. Ви давам нова заповед. Ево, беше малку и од пулката, минатата, која беше, да, ја што ја водев. Не дадовме одговор на тоа прашање, како може да се заповеде љубовта. Вели, ви давам нова заповед, да се љубите еден со друг, како што јас ви љубев вас, така и вие да се љубите еден со друг. И оваа заповед е нова, сеќавате, често пати сме зборувале ова, во однос на тоа, иако неколку пати Исус им вели, љубете го ближниот како сами од себе, разликата е овде што вели, треба да го љубите ближниот како што јас ве возлюбив вас. Со таа љубов, исто. И 35 стих вели, по тоа сите ќе познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Тоа е најголемото сведоштво за светот. Ако сме единствени, ако имаме почит еден кон друг, ако се љубиме, тоа е најголемата слика за тоа дека сме Христови следбеници. Значи, единствениот надправар што мора и треба да постои меѓу нас е да се почитуваме и да се сакаме, да се укажуваме љубов едни на
други. Ајде, неизбежно е да се спомнат и оние стихови во Филипјаните 2 глава, ќе ги читам од 3 до 5, вели, не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. Не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа и на она што се однесува за другите. Имате во себе истата мисла која беше во Исуса Христа. Која мисла беше во Исуса Христа? Кој ум го имаше Исус Христос? Исус Христос дојде, да не ги читам тие стихови понатаму, дојде, се спушти, се симна на оваа планета, стана како еден од нас и стана слуга. И тоа се виде и во таа горна соба, кога никој, сите се гледаа и никој не сакаше да застане и да ги измие нозите на другите, како што беше обичај, па тоа го направи самиот тој. Дојде да служи, а не да му служат. Прво послание до Коринќаните 3:3, Павле вака вели: не сте ли телесни и не живеете ли како обичните луѓе, што меѓу вас има завист, спорови и поделба? Сега да каже, овие работи кои се присутни, тоа е доказ дека сте телесни. Одозгора, како рековме, не се гледаат ни поделби, ни разлики. Сите сме едно. Ама човек треба да е роден одозгора, за да има такви погледи. Во Јаковото послание, 3 глава, од 13 до 18, ќе читам слични мисли, има и овде. Значи, Јаков 3, 13 до 18, вели, кој е меѓу вас мудар и разумен? Прашање. И вели потоа, со добро владење, нека ги покаже своите дела во мудрост, во мудра смиреност. Ако ли пак во своето срце имате горчлива завист и карање, не се фалете и не лажете против вистината. Тоа не е мудрост која што слегува од озгора. Туку е земна, душевна, демонска. Зашто каде се зависти и карањето, таму е неред и секакво лошо нешто. Тоа е производ на тоа нешто. А 17 стих е оној клучен, вели, а мудроста која што доаѓа од озгора, пред се е чиста, потоа миролюбива, блага, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна, нелицемерна. А плодот на правдата се сее во мир за оние кои создаваат мир. Значи, љубомора, завист, борба за првенство и така натаму, тоа не е мудрост која што доаѓа од озгора, а било присутно и кај учениците. И тоа и во горната соба на светата вечера. Ајде ќе речеме, па да, тоа им беше на нив прва света вечера. На нас не ни е прва света вечера, но не само светата вечера, туку и Библијата и сето она што го проучуваме низ годините би требало да делува на нас. Најголемиот проблем меѓу учениците било кој да биде прв. Кој да биде главен. Се сеќавате Јаков и Јован, како браќа, тие сакале еден од едната страна, другиот од другата страна на Исус, најблиски до Исуса да бидат. И сега сето тоа создало завист кај останатите ученици. Зошто па тие да бидат, зошто ние да бидеме? И знаете ли кој бил најгласен во тоа? Во негодувањето кон Јаков и Јован? Оној кој што го предал, Јуда. И тој бил честолюбец. Минатиот пат зборувавме. Значи, учениците се надпреварувале кој да биде поголем, кој да биде поблизу до Исуса, дури и на последната вечера, значи на светата вечера. И во копнеше што вели Елен Вајт. Кога учениците влегле во салата за вечера, нивните срца биле исполнети со чувство на навреда. Размислувале за тоа, Јаков и Јован сакаат да бидат први. Како тоа? Јуда се, значи сега кој да седне прв, Јуда се протуркал до Христа од левата страна. Успел Јуда да седне до Исуса. А Јован седнал од десната, значи Јаков извисил, да кажеме така, или може да кажеме и другите. Сите се буткале кој попрво поблиско да седне до Исуса.
Ако постоело некое повисоко место, Јуда бил готов да го заземе, а се сметало дека тоа место е крај Христа, вели Елен Вајт, а Јуда бил предавник. Ништо не му вредело тоа што сакал најблиско до Исуса, кога мислите му биле земски. Се појавила уште една причина за расправа. На празниците било вообичаено слугата да им ги измие нозете на гостите, па во оваа пригода за тоа биле извршени подготовки. Стомната, мијалникот и крпата биле подготвени за миење на нозете, но бидејќи немало слуга, на учениците им паднало во дел да го направат, да го сторат тоа. Меѓутоа, секој ученик, попуштајќи и на повредената суета, решил да не превзема должност на слуга. Сите покажале ладнокрвна небрежност, навидум несвесни дека мораат да сторат нешто. Као, јас не сум од тука, во оној смисол. Со своето молчење ја одбиле можноста да се понизат. Но подосна на 50-ница дури се сменило. Ама таму се сменило затоа што нешто се сменило и во горната соба уште. Во таа иста соба. Што? Еве што се случило. За да се излее претходно Светиот Дух и за да го имаат она заедништво, еве што се случило. Само една реченица од Дела апостолски, книгата 37 страна. Отфрлајќи ги сите меѓусебни несогласија и секоја желба за превласт, значи тоа го отфрлиле, сите несогласија меѓу себе и секоја желба за превласт, кој да биде прв и така натаму. Тие присно се поврзале во христијанско братство. Слава на Бога, тоа прави Божиот Дух. Значи, од озгора кога гледаш, пак ќе кажам, сите ние сме едно. Кога си во духот, така треба да гледаш и не можеш поинаку. Првата црква била единствена, била како едно, затоа и била толку моќна и во проповедање на Евангелието. Сите биле како едно. Не можел ѓаволот да ги разбие. Црквата е најсилна кога сме сите како едно. И една од главните, значи кога дошол часот Христов, знаете на што мислам, една од главните работи кои што го мачеле Исуса, па и како Исус навине. Што било? Која беше онаа молитва од 17 глава Јован? Зашто се моли Исус? Па да бидате едно сите, како што јас и Отецот сме едно, и тие да бидат едно, го моли Отецот, да не ги читаме тие стихови. Ајде, јас ќе прочитам 11 стих. И не сум повеќе во светот, а тие се во светот. Јас идам при Тебе, Господе, Свети Татко, запази ги во Твоето име, оние кои ми ги даде, за да бидат едно како што сме и ние. Исус е свесен, ќе ги напушти. И највеќе е загрижен за тоа да не почнат пак истата песна. Односно, тие и 20 стих, но не се молам само за нив, значи молитвата не е само за апостолите, туку и за сите нас денес и сите генерации после тоа, па и после нас, туку и за оние кои преку нивните зборови ќе веруваат во мене, за да бидат сите едно како што си ти, Татко, во мене и јас во тебе, така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. Тоа е најголемото сведоштво и за светот. И славата што им ја даде, да им ја дадам ним, за да бидат едно како што сме ние едно. Јас во нив, а ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти си ми испратил и дека ги љубеше нив, како што ме љубеше мене. Чинот што е пред нас, драги браќи и сестри, не може повеќе и погласно да не зборува за единството. Сите ќе вкусиме од истиот леп и од истото вино. Токму тој чин покажува и треба да покаже дека сме едно. Едно тело, чијешто глава е Христос. Еве што вели во таа 6 глава Јован, каде што Јуда веќе тотално се разочарал, значи кога ги слушнал овие зборови во синагогата од Исуса. Се сеќавате минатиот пат, цитиравме цитат. Се до овој момент он мислел дека Исус зборува за земско царство, и овде се разочарал, рекол, па ова не било за земско царство, било некое духовно нешто. И решил да го предаде после тоа, знаете, после она гозба
во домот на Симон. Но да ги прочитаме само од 6 глава, Јован 56 и 57 стих. Исус вели, кој јаде моето тело и пие од мојата крв, останува во мене и јас во него. Тоа е таа молитвата од Јован 17 глава. Ако ние сме во Христа и Христос во нас и во сите нас, тоаш ние сме едно. Тоа сме исполнене молитвата. Како што мене ми испрати живеот татко, јас живеам преку таткото, така и оној кој ме јаде мене ќе живее преку мене. И животот го имаме преку него. Тогаш, драги браќи и сестри, како што еве и овој астронаут Гаран ни упати една убава порака и ние да се издигнеме високо, да погледнеме од озгора. Ајде да ја исполниме оваа желба Христова, да бидеме едно, неговата молитва. Да се издигнеме над земјата во духот и над секое земско и телесно размислување и да погледнеме од озгора. Од таму погледот е многу поинаков, како што видовме. Со овие мисли и со еден ваков поглед да појдеме на чинот на понизност и како што е редот, најнапред тоа ќе го направат сестрите, а потоа и ние браќата. Да го сочуваме редот во Божиот дом и да се подготвуваме за чинот.